Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Секторот за образование на општина Гостивар алармираше за голем недостиг на учебници во гостиварските училишта. Сдруженијето за глуви и наглуви лица од Тетово е едно од најстарите здруженија во земјава. Како најголем проблем го истакнуваат вработувањето. Гостиварскиот театар започна со подготовка на првата представа за оваа година. Секторот за образование на општина Гостивар алармираше на голем недостиг на учебници во гостиварските училишта. Тие бараат од Министерството да го реши проблемот, кој им попречува на децата во совладување на наставните содржини. Недостигот на учебници во основните и во средните училишта е загрижувачки и Министерството итно мора да преземе мерки, потенцираат денес на пресконференција од секторот за образование на општина Гостивар. Според нивните податоци, во основните училишта на територијата на Гостиварската општина недостигаат 9506 книги по сите предмети и одделенија, додека во средните бројката достигнува над 11.000. Иако поминаа речиси месец и половина, недостигот на книги кај сите етникуми, албанците, македонците, турците и други е многу голем. Например, сериозен недостиг на книги има во 6-то оделение, дури 3838 книги. Податоците од средните училишта исто така се доста вознемирувачки. Во средното медицинско училиште недостасуваат 8610 учебници, а во техничкото 2453. Од ваквата ситуација најмногу губат учениците, затоа наша цел е да информираме јавноста и да побараме од Министерството за образование да преземе конкретни мерки. Општинскиот сектор за образование испратил и официјален допис до Министерството со барање да се реши проблемот кој им попречува на децата во совладување на наставните содржини. Инаку денешниот прес беше во склоп на општинските активности за одбележување на Денот на албанскиот учител. По повод 7 март, на ученици кои беа избрани како најдобри на литературен конкурс, градоначалникот Арбен Таравари им додели ваучери, а се организираше и заеднички ручек со пензионирани наставници. Сдруженијето за глуви и наглуви лица од Тетово е едно од најстарите здруженија во земјава. Оваа група граѓани секојдневно се соочува со низа предизвици, а како најголем проблем го истакнуваат вработувањето. Хусни Хамзиќ е роден со оштетен слух, но има златни раце. Иако работел како молер, тој се занимава и со сликарство, црта на платно, па дури и на картон. Неговите слики се вистински уметнички дела. Некои од нив се закачени на ѕидовите од Сдруженијето за глуви и наглуви лица од Тетово. Од Сеница е роден и на 7 години тато и мама продале куќата и дошле тука во Тетово. Не знае уште каде има училиште за глувонеми. Да. На 7 години чекал. На 7 години. На 14 години отишол директно у средно училиште у Скопје. Да, кога ќе заврши со работа, дома, у слободното време почнал да црта. Од мал, од 10 години, да, самиот се научил со водени бојци да црта. Сдруженијето на глуви и наглуви лица во Тетово постои дури од 1956 година. Преку него оваа група на граѓани ги дознава потребните информации во однос на нивните права и можности. Најголем проблем за нив велат дека е вработувањето. За предизвиците со кои секојдневно се соочуваат, ни раскажа председателот на Сдруженијето Хафезат Ќамили. Значи, работа на ова здружение е да ги организира младите за нивно образование, за нивно образование во училиштата, специализирани училишта во Битола од 1 до 8 и во Скопје, средно училиште. Факултет нема во Македонија, само у Хрватска има. Проблеми на прво место ви се вработувањата.
Прво, добро, ќе завршите училиште, барате работа. За вас глувите малце е потешко. Така? Да, така. Значи шивачи, да, чистачи, бравари, имате бравари, картонажа, да, да. Овде тешко, у Тетово. Најдобра работа за вас глувите е печатница. Значи, сите у печатница сакаат да работат. Здружението е едно од најстарите во земјава, број над 200 члена од 6 општини во регионов. Од Здруженијето Антикоцкање најавија блокади на автопатот Тетово-Гостивар поради недонесувањето на новиот закон за игри на среќа. Блокадата ќе се одржи кај наплатната рампа Желино. Од Здруженијето Антикоцкање велат дека најголемите партии ВМРО, ДПМН и СДСМ се виновни за недонесувањето на новиот закон за игри на среќа, за кој пред да се распушти собранието, требало да се расправа на собраниска комисија, но немало кворум. На 12 февруари фактички веќе го немаше тој закон и партиите не беа спремни да го гласат законот за игри на среќа. Меѓутоа, проблематично е тука што двете најголеми партии, што се СДСМ и ВМРО, ДПМН, не беа спремни да го гласат законот. Фактички, тие денови немаше кворум. Поради игноранскиот однос на политичките партии околу новиот закон за игри на среќа, од Антикоцкање најавија блокирање на автопатот Тетово-Скопје на 23 март. Од денес, сите политички партии јавно ги повикуваме на средба со движењето Антикоцкање и да се заложат во нивната изборна програма да им биде од приоритет законот за игри на среќа и да добиеме ветување за условување од страна на албанските партии при формирање на идната влада. Всушност, приоритет на следната влада е да се затворат објектите за игри на среќа се додека не се донесе законот. На денот кога ќе започне предизборната кампања, движењето Антикоцкање ги информира граѓаните и граѓанските здруженија дека на 23 март од 10 часот ќе блокираме патарината на автопатот Тетово-Скопје кај селото Желино. Новиот закон за игри на среќа, кој го бара Здруженијето Антикоцкање, предвидува сите објекти каде се приредуваат игрите на среќа да бидат оддалечени најмалку 3 километри од урбаните средини. Приведување поради дрога, физички напади, закани. Ова се дел од настаните во полицискиот билтен за Тетово и Гостивар за изминативе 24 часа. Вчера попладне на улицата 113 во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода двајца тетовци и лице од Голема Речица, затоа што при нивни преглед била пронајдена марихуана. Околу 22 часот пак на улицата Благоја Тоска во Тетово била лишена од слобода 35 годишна тетовка, кај која бил пронајден хероин. По целосното документирање на случајот против неа ќе следува соодветен поднесок. Во Гостивар полициски службеници лишиле од слобода 73 годишен гостиварец, кој претходно во гостиварската болница вербално се расправал и им се заканувал на вработените. Нешто подоцна во неговиот дом пронајдени и одземени му биле ловечка пушка, пиштол и 7 куршуми. Во полицискиот билтен се регистрирани и 2 пријави за физички напади. 32 годишен жител на Гостиварски Вруток пријавил дека 4 машки лица физички го нападнале во угостителски објект на излезот од Гостивар, во кој тој работел. 46 годишен тетовец пријавил дека на улицата Борис Кидрич во Тетово, на излегување од угостителски објект, неговиот малолетен син и уште еден малолетник, негов другар, околу 21 часот и 10 минути, физички биле нападнати од 4 лица. Полицијата соопшти дека се преземаат мерки за расчистување на случаите. На гостиварското подрачје вчера евидентиран и настан со повредени работници. Работејќи на фасада на стамбена зграда во Гостиварска Долна Бањица, 53 годишник од Тетовско Гајре и 37 годишник од Тетово паднале од метално скеле и се здобиле со повреди. Двајцата повредени работници пренесени се во Гостиварската болница за укажување на лекарска помош.
Со повреди завршил и 39 годишен гостиварец, кој на улицата 204 во Гостивар, возејќи Мерцедес, изгубил контрола и излетал од коловозот. Од Демократската партија на албанците се одржаа пресконференција, чиј фокус беше, како што велат тие, економската нееднаквост во распределбата на финансиите. Трите албански универзитети, како што се Универзитетот на Тетово, Универзитетот на Југоисточна Европа и Универзитетот Мајка Тереза, не учествуваат со 1/3 од сумата на средствата собрани од Универзитетот Кирил и Методи. Исто така, институциите кои ја промовираат и развиваат албанската култура, како што се Албанскиот театар во Скопје, Тетовската библиотека, Музејот на албанската азбука, Гостиварскиот центар за конзервација и спомен куќата на Мемет Паш Дерала, добиваат многу малку јавни пари. Во контекст на физичкиот капитал, во име на локализацијата на странските директни инвестиции, откриваме дека во трите слободни економски зони на територијата, како што албанските граѓани се мнозинство, во Тетово, Кичево и Струга, имаме занемарлива концентрација на странски капитал. Освен приватните инвестиции со странски капитал, државните инвестиции не придонесуваат за еднаков економски развој кај жителите на земјата. Гостиварски театар започна со подготовка на првата представа за оваа година. Станува збор за трагикомедијата Полковникот Птица. Ова ќе биде првата професионална представа на македонски јазик во Гостивар. Актерската екипа на Гостиварски театар денес ја одржа првата читачка проба на представата Полковникот Птица, со која ќе ја стартува 2020 година. Се работи за трагикомедија работена по текст на бугарскиот драмски писател Христо Бојчев, а во режија на Андреј Цветановски. Во представата учествува целиот ансамбл на Гостиварски театар. Денес е празничен ден за нас, затоа што ја почнуваме со новата представа во нашиот театар за 2020 година. Воедно и првата професионална представа на македонски јазик во Гостивар. Представата Полковникот Птица е една одлична трагикомедија, која што јас би ја нарекол ода на лудоста, или таа го поставува прашањето кој од нас е нормален, а кој е луд, бидејќи самите ликови се стремат да станат подобри луѓе, а со тоа мислам дека е основна работа во нашата професија, не е само да бидеме добри уметници, бидејќи преку добрата уметност стануваме и подобри луѓе. Се надевам дека со оваа представа барем за малку ќе станеме подобри луѓе. Почетокот на подготовките на новата представа на Гостиварски театар ги проследи и министерот за култура Хусни Исмаили. Гостивар живее со својата многојазичност и тоа е за поздравување, и напорите на Министерството и во иднина ќе бидат насочени кон оваа цел да сите јазици, култури и етникуми да бидат подеднакво представени. Јас тоа би сакал да кажам дека следниот пат би сакал да присуствувам на една представа на турски јазик и на ромски и на сите јазици што живеат во ова поднебје. Дејствието во Полковникот Птица е врзано со група на ментално болни луѓе кои живеат во лудница. Таму по грешка стигнува хуманитарна помош, што пак нив ќе ги охрабри да се организираат да одат во Страсбур, да бараат правда и решение за својот проблем. Премиерата на представата се очекува кон крајот на април. Надпревари во кошарка и одбојка ќе може да проследат љубителите на спортот од Полошкиот регион престојниот викенд.
Во првата македонска кошаркарска лига, екипата на Гостивар во рамки на 17-тото коло ќе гостува на составот на Куманово. Надпреварот се игра во сабота со почеток во 18 часот во спортската сала Перо Наков во Куманово. Во второлигашката конкуренција, екипата на Тетекс на домашен терен ќе ја одигра дерби средбата против Скопски Чаир. Надпреварот ќе се одигра во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово, во сабота со почеток во 18 часот. Во машката одбојкарска лига ќе се одиграат надпреварите од четвртото коло на плејофот. Двете тетовски екипи ќе гостуваат. Универзитет Тетово во сабота со почеток во 16 часот во спортската сала Калево Скопје ќе игра против директниот конкурент за титулата Вардар. Екипата на Лирија вечерва гостува кај второпласираниот Джио Струмица. Во женската одбојкарска конкуренција екипата на Бамикор во сабота со почеток во 17 часот во спортската сала Гоце Делчев во Тетово ќе го пречека составот на Ускана од Кичево. Одбојкарките на Универзитет Тетово исто така во сабота од 17 часот, но на гостински терен во Штип играат против Угада Студент. Тоа беше се што подготвивме за ова издание за регионалните вести. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисименада. Пријатно!